Почетоците на 50-тите години од минатиот век за грчката држава требало да представуваат нова етапа во низиниот историски развој. Но 10-годишните војни судири, катастрофалните последици од граѓанската војна и повеќе деценискиот идеолошки раскол во грчкото општество ќе остават длабоки траги кои ќе продолжат да се рефлектираат и во овој период. За да ја обезбеди победата, Атинскиот режим ги продолжил физичкиот и правниот терор врз своите политички и идеолошки противници, пред се со комунистите, чијашто партија била забранета со закон, но и со македонците, што активно биле вклучени во граѓанската војна на страната на Комунистичката партија на Грција. Од друга страна, Соединетите Американски држави и западните сили имале влијание во сите сегменти од секојдневниот живот на грчката држава, пред се поради потреба за зачувување на придобивките што ги стекнале по крајот на војната. Во такви околности, официјална Атина станала дел од студената војна. По завршувањето на граѓанската војна во Грција, на првиот попис кој што бил извршен, се констатирало дека околу 40 населени места, претежно во Егејска Македонија, веќе ги немало. Се работи најмногу за македонски села, во Леринско, Костурско, Воденско, кои што биле целосно избришани од географската карта на Грција. Од нив биле отстранети сите символи, дури и гробиштата и црквите кои што имале македонски надписи, со што за секогаш грчката држава сакала да го избрише споменот дека на тие територии некогаш живееле етнички македонци. Состојбата потоа била навистина ужасна, особено во тие први повојни години. Не може со точност да се утврди колка била бројката на македонците кои што останале таму, но и покрај сите притисоци и покрај политиката на терор, сепак се смета дека, особено во тој северозападен дел на Егејска Македонија, Костурско, Леринско и Воденско, останале повторно околу 250.000 македонци. На тој простор останале и понатаму села кои што биле чисти етнички македонски села. Фактички со капитулацијата на демократска армија на Грција, значи дојде на власт монархофашизмот, оние што нас не сака. И грчката влада, тогаш ова влада сега на Папандреу, беше на власт. Односно пред тоа нова демократија, граѓанската војна во Грција прогласија за бандитска војна. И Грција не ја признаваше граѓанската војна во Грција. Према тоа, ако е бандитска војна и сите тие што учествуваа во војната, па и децата бегалци беа бандити. Greece after the civil war is a totalitarian Greece ruled by the utmost right wing of the parties that were very close to dictatorship and eventually parties that cultivated the territory for the dictatorship of 67. So the situation in Greece in the 50s, 60s and 70s were anything but something suitable for a democratic country. In words, there was a democratic country. We had elections and stuff, but we had also at the same time a state of terror. Го употребива тој период уште до крај да се пресметаат со македонците, етничките македонци во Грција. Значи, тоа одеше преку интернирање на македонци кои учествувале во граѓанската војна, праќање по островите, затварање, правење на нивниот живот со сите можни пречки, со намера тие да се иселат, одење во матичните служби каде што цели страници на каде што има македонци се кинети и фрлени, значи со цел да се избриши било каква трага на македонци и оневозможување на враќање на луѓе кои сакале да се вратат, меѓутоа имале македонски идентитет. И се до тоа се разбира да
на секој начин да направат да македонците исчезнат од Егејска Македонија. Почна со тероризирање на население, со поставување полиција на секој македонско село, каде што сите требаше да ги слуша полицајците и да зборува сам на грчки јазик. Познатите се и тие приказни, нели, вистините приказни, каде што полицајците става уво на пенџерите на куќите за да слушат дали се зборува на грчки или на македонски. Се забрани македонската песна, се забрани и одредени македонски ора, што причинува некој поголемо македонско возбудување. Се забрани разни адети македонски и традиции, дури и плачењето по македонски начин или по бугарски начин, како што кажува грците, се забрани во гробиштата кога ќе се погребуваше некој мртов. Политиката на асимилација на македонците во Егејскиот дел на Македонија продолжила и по завршувањето на војните судири. Властите во Атина го продолжиле курсот на трансформирање на националната свест кај негрчкото население, а нивниот план предвидувал целосна хомогенизација на грчката нација држава. Оттаму се наложила потребата од целосно губење на историската меморија кај македонците, што требало да се постигне преку менување на етничката свест и создавање грчка свест. Од друга страна, победата на режимските сили во граѓанската војна им отворила можност македонското прашање да го представат како непостоечки проблем. Новиот курс на грчката држава се темелел на тезата дека по екзодусот на поголем дел од македонците по граѓанската војна, останатото македонско население, кое продолжило да живее во рамките на грчката држава, се одликувало со наводна јасна грчка свест, односно дека тие прифаќаат асимилирање кон грчкото национално јадро. Политиката на така наречениот непостоечки проблем значила согласност на неприфаќање јавна дискусија на оваа тема, не само на меѓународен план, туку и во рамките на внатрешниот политички живот. Првпат ваквиот став во 1950 година во грчкиот парламент го изнал тогашниот министер за надворешни работи Јоанис Софјанопулос. Поранешниот грчки премиер Георгиос Папандреу на критиките упатени од неколку грчки десничарски весници дека во март 1965 година, за време на официјалната посета на Белград, ја понудил оваа табу тема за разговор, одговорил: "За Грција македонски проблем не постои, па според тоа не е можно тој да представува тема за разговор." Треба да имаме на ум дека на вистина имаше и релативна неутрална политика од тогашна Југославија. The Greeks, the Greek authorities, the Greek prime ministers and presidents that were talking about issues, bilateral issues with the Yugoslav colleagues, had a sort of, let's say, informal agreement with them. So the Yugoslav leadership would not raise the issue of Macedonians returning to Greece or the Macedonians living in Greece as a minority, as a Yugoslav minority or as a Macedonian minority. And from the other hand, the Greek authorities would facilitate these people that were living close to the border areas to come and work in Greece, people from Greece to come and easier to Yugoslavia, to Socialist Republic of Macedonia that was part of Yugoslavia, to work. Но не можеме да кажеме дека било целосно затворено македонско прашање. Многу пати во документи е посведочено дека официјална Југославија барало и се залагало за македонското малцинство, барало признавање македонското малцинство во Грција. Има треба предвид дека во тој период македонските организации во Македонија се формираат голем број на организации на луѓе кои што се од Егејска Македонија. Сдруженија на егејците кои што на секој начин го манифестираат тоа. Им е дозволено на некој начин. Им е дозволено. Сето меѓутоа треба да имате во предвид дека 53 година е исклучен договор Балкански пакт меѓу Грција, Југославија и Бугарија и Турција. Θα σου πω ένα περιστατικό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάει κάποτε στο Βελιγράδι, την περίοδο που λέτε. Ήταν υπουργός εξωτερικών η Μίρκα Πλάνιτσον, τη θυμάστε, του Τίτο, υπουργός εξωτερικών. Και κάτι του είπε για αυτό το πράγμα, ότι η ελληνική Μακεδονία είναι δικιά μας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου απείλησε, σηκώθηκε όρθιος και απείλησε να φύγει από την επίσκεψη. Και το πήρε πίσω η Πλάνη. Проблемот на македонци од Егејскиот дел на Македонија во Југославија
Беше исто така едно прашање кое беше оптоварено со минатото, со историјата, и знам убаво дека Југославија имаше усвоена една теза да не ги расипуваме односите со Грција заради егејците. И никогаш нашиот проблем не бил поставен на дневен ред и беше табу тема дури да се зборува за македонци од егејско дело и така натаму. Југословенската надворешна политика во намера да ги одржува добрите соседски односи со Грција постојано ги потиснуваше таквите иницијативи, иако има документи дека такви иницијативи постоеа од страна на македонската влада. Ако се прифати ваквиот став на грчката држава, дека по завршувањето на еднодецениските војни судири во Грција, повеќе не постои македонското прашање, односно не постојат етнички македонци, логично следува заклучокот дека тие во претходниот период постоеле на таа територија. Иако официјалната грчка политика го негира и тој факт, и покрај тоа што голем број историски документи, извори и се уште живи сеќавања го тврдат спротивното. Исто така, доколку грчката држава тврди дека по 1950 година во Грција не постои македонско етничко малцинство, тогаш се поставува прашањето врз кого биле преземени огромниот број законски мерки за целосно асимилирање. Во август 1953 година, грчкиот парламент го донел законот 2536-53, со кој се предвидувало на 60 километри од границата кон внатрешноста да се иселат нелојалните граѓани и на нивно место да се населат здрави елементи со потврдена грчка национална свест. За иселените македонци били изградени специјални населби, со цел да бидат под целосна контрола на власта. Со одредбите од истиот закон биле конфискувани недвижните имоти на македонците и им биле доделени на грци лојални кон режимот. Истовремено, националните фактори во Грција дошле до заклучок дека најдобар начин за исчезнување на компактното македонско малцинство во Западна Македонија била јазичната асимилација. Во обширниот извештај на К. Бендас, надзорникот за основните училишта во Костур, составен во 1951 година, читаме дека се барало да се постави систематски обид за јазична асимилација на туѓојазичните, за тие да добијат грчка национална свест. Истата година, Министерството за Северна Грција испратило упатство до Националниот сојуз на резервни офицери во Костур, во кој министерот Стариополус им советувал на резервните офицери, преку просвета и соодветен однос, да се постигне засилување на грчките национални чувства кај македонците, што по војната останале да живеат во Западна Македонија. Во упатството била потенцирана потребата македонците да станат не само грци по свест, туку и јазично, отфрлувајќи го туѓојазичниот идиом што го зборуваат меѓусебно во своите домови. Особено внимание привлекуваат така наречените посебни програми од периодот 1958-1963 година, донесени од страна на владата на Константинос Караманлис, чија што цел била постепена асимилација на туѓојазичното малцинство во Западна Македонија. Иницијативата за овие програми произлегла од водачот на Генералниот штаб за национална одбрана, генералот Фрондистис, кој до премиерот Караманлис испратил меморандум во кој биле посочени внатрешните и надворешните закани за грчката држава. Во тој меморандум особено внимание било посветено на опасноста во пограничните реони, каде што имало компактно туѓојазично малцинство, со што тогашните официјални грчки служби де факто признале постоење на македонско национално малцинство. Во пакетот контрамерки било предвидено да се вклучат и Институтот за македонски студии и Балканолошкиот институт, чија што активност требало да биде насочена кон интелектуално спротивставување на македонската пропаганда.
Со посебните мерки се планирало со секакви средства, образовни, полициски, војни и други, да биде остварена асимилација и погрчување на македонците. На крајот меморандумот била потенцирана потребата од неотповикливо одбивање за репатриација на македонското население што по војната е напуштило Грција. Карактеристично е од 1953 година, 1963 за време на владењето на Караманлис. Во тој период неколку пати формира и растура влада Караманлис, се така наречените посебни програми. Односно, најзначајните национални институции во тој период од грчката држава се ангажират за изнаоѓање на најсоодветни решенија за решавање на македонско прашање. Тие во историјата денес се познати како посебни програми. Односно се донесуваат голем број на меморандуми, извештаи и решенија кои се доставни денес за историчарите, кои го покажуваат мерките кои требале да бидат преземани за конечно решавање, односно на асимилација на македонците во Грција. Голем број на интелектуалци кои во тоа време имале свое влијание во грчката политика пишуваат меморандуми, тоа доста големи меморандуми кои дават своји мислења за решавање на македонското прашање во Грција, односно за решавање на македонскиот проблем. Па така од иселувањето на македонците во јужните делови на Грција до протерување целосно на македонците. Пред се највеќе нив ги најголем проблем им представува јазикот, затоа се изнаоѓале најразлични начини како да се сузбие од формирање на детски градинки во македонските села, односно извлекување на децата од семејството уште од рана возраст и праќање во грчки пред се тоа во земјоделските фамилии. Значи, најчестата пропаганда била: вие сте земјоделска фамилија, треба да работите на ниве, ние од мали ќе ви гледаме децата, и се отварале најчесто во земјоделските села градинки, а целта била губење на јазикот уште од мала возраст, односно градење таа грчка национална свет. До 50-тите години, 60-тите години имаше таквите пусти островчиња како што беше во поранешната Југославија Голи оток. Ако некој беше против Тито, требаше да оде во Голи оток. Сега сите овие од нашите села што имаше роднини левичари, требаше сите роднини да одат во тие островчиња од Макронисос и другите години веќе да се на некој начин да се индиректно да се дискриминират луѓето, да ги терат дури да одат на емигрирање, така што многу роднини требаше да бегат и да одат да живеат дали Австралија, дали Канада, дали преку океанските земји. Значи ова е втор вид на некој начин празење на регионот. Во тој аспект се срушија многу цркви кои што беа изградени на негрчки стил, куќи кои што беа со македонска архитектура, за да стигнеме во поблиската денешнина, во поблиските во овие последните децении, каде што се ширеа разни пропаганди со смисла: не зборувате македонски, предежно кај жените тоа фати место, бидејќи ако зборувате македонски ќе се сметате за селанки, не може да најдете маж, не го учите детето да зборува македонски, бидејќи ќе биде лош ученик во училиштето, не ќе може да научи да унапредува. Не се занимавате многу со македонските работи, со ора, со традиции, бидејќи не ќе можете да најдете работа, и разни некои такви лажни закани, но кои што за жал влијае во македонското население. Особено место во овој период заземаат заклетвите за неупотреба на македонскиот јазик во секојдневната комуникација меѓу македонците во Грција. Во 1959 година македонците биле принудувани масовно да се заколнуваат дека од тој момент нема да зборуваат македонски и дека ќе го потребуваат само грчкиот јазик. Во јули први се заколнале македонците од селото Тремено, Кајларско. На 2 август истото го сториле и жителите на селото Лудово, Костурско. А последно заколнато село, како што гласел терминот употребуван меѓу местното население, било селото Крапешница, Леринско. Вакво нешто во 20 век, особено во Европа, уште не е сретнато, каде што имаме официјално законување на едно население, давање на заклетва дека нема да го говори својот мајчин јазик. Тоа е најстрашната од овие посебни програми што биле спроведувани.
подоцна имаме уште во едно село во Воденско, исто такво во Пелскиот округ, уште едно тако, но можеме да кажеме дека со реакција пред се иностранските амбасади во Грција, пред се американската, грчката политика се решила заради зачудување на својот дигнитет, бидејќи имало големи силни меѓународни притисоци, да се повлече спроведување на овие заклетви во други села во Егејскиот дол на Македонија. Во овој контекст вреди да се спомене уште една јавна акција за асимилација на македонците. Станува збор за програмата наречена Запознајте ја Грција, организирана во периодот од 1963 до 1981 година од страна на тогашниот Кралски национален институт, а спроведувана преку екскурзии наменети за македонските младинци и нивните мајки. Според официјалните документи, програмата имала 3 цели: одмор, запознавање на земјата и зајакнување на националните чувства на сите учесници во екскурзијата. Во оваа програма биле опфатени околу 20.000 македонци од Егејска Македонија, а сите трошоци биле покриени од државната каса. Во 9-та декада на минатиот век, во Грција започнал процес на така наречено национално помирување, односно надминување на политичките разлики од минатото. Овој процес бил сестрано потикнуван и од страна на членовите на политичката партија Сегрчко социјалистичко движење, позната и како ПАСОК, но и од левите сили во грчкиот парламент. По нивна иницијатива, во 1980 година бил поднесен предлог закон за слободна и неограничена репатриација на политичките бегалци. Иако предлогот не бил прифатен, тој представува своевидна пресвртница и почеток на една нова перцепција на граѓанската војна во Грција. Со победата на ПАСОК на изборите во 1981 година започнува и модернизацијата на грчкото општество. Тие нови демократски промени кај македонците разбудиле надеж за промена на тврдите грчки ставови во однос на македонското прашање. За жал, надежта брзо згаснала. Според законот за репатриација на политичките бегалци од граѓанската војна во Грција, донесен на 29 декември, право на враќање во Грција добиле само оние што ќе се изјаснат како грци по род. Вкупниот број на политичките бегалци од Грција по Советскиот сојуз и во другите источноевропски земји изнесувал околу 55.000. Фактот што 90% од нив биле македонци дава јасна слика за тоа каква била вистинската заднина на донесувањето на така наречениот историски закон за национално помирување. Враќањето во Грција важело само за грците. Враќањето на македонците било невозможно, а дури и визите за ограничен престој били условувани со промена на македонските топоними, личните имиња и задолжителното изјаснување како грк во графата националност. Повеќето луѓе тука во Република Македонија размислуваат, мислат дека ако ПАСОК се наоѓа во власт, работите ќе бидат многу подобри за македонците и општо за македонското прашање. Тоа е голема грешка, бидејќи националната политика на Грција, без разлика која партија ќе дојде на власт, е иста. Додека беше на власт ПАСОК, беше донесен законот од 82-а Скуларикис Γεννηματάς да не може да се вратат македонците политичките бегалци. Εμείς φοβόμαστε δηλαδή ότι τα παιδιά των ανθρώπων αυτών θα γυρίσουν εδώ και θα αρχίσουν μια προπαγάνδα κατά της ακεραιότητας της Ελληνικής Μακεδονίας. Единствено што Грција кажуваше беше дека сите тие што заминаа биле луѓе со не грчка свест и дека ако им се дозволи и ден денес што оправдување кажуваат, ако им се дозволи да се вратат, ќе се создаде една малцинство од непостоечки идентитет кој што ќе ја наруши безбедноста на Грција. И така во суштина со тој закон грчката држава призна дека постојат и други луѓе не грци по род кои што живеа и живеат во Грција и така не е толку хомогена грчката држава кај што живеат само грци, гркофони, христијани православни. Се викам Ристо Милјановски и сум роден во село Статица, Коштурско и со голема задоволство јас дојдовме со мојата фамилија да си го видиме селово
и тоа ни беше најголемата желба да дојдеме од Канада и да одиме и оние не вратија од граница. Многу ми е жал. Многу ми е жал. После 40 години патувам во Егејскиот дел на Македонија, во родниот крај, и јас сум многу среќен со моите другари, со моите пријатели, што денеска можеме ово нешто да го направиме. Од името на основните човечки слободи и права, ние, некогашните деца од Егејскиот дел на Македонија, сега како граѓани на повеќе земји во светот, Албанија, Бугарија, Демократска република Германија, Унгарија, Полска, Романија, Чекословачка, Советскиот сојуз, Југославија, Австралија, Канада и Соединетите американски држави, го креваме својот глас против сите обесправувања на човекот, против сите облици на дискриминација, политичка, национална, расна, верска и културна. Апелираме да се признаат и да се применуваат и спрема нас, македонците, и спрема нашите блиски што живеат во Грција, Обштата декларација на Организацијата на Обединетите нации за правата на човекот, Европската конвенција за човечки права, завршните документи од Хелсинки и сите други документи на меѓународната заедница со кои се заштитува човештвото, неговата сегашност и неговата иднина. Од името на тоа, бараме да се симне забраната со која нам, на македонците од Егејскиот дел на Македонија, ни е одземено правото на враќање во Грција поради тоа што не сме грци по род. Нам ни е одземено правото да ги посетуваме своите родители и блиски, своите огништа и се што ни е најмило. Ние сме лишени од правото да ги посетуваме нашите светилишта, гробовите на своите предци, на своите татковци и мајки, да ги посетиме пријателите и другарите во Грција. Уверени сме дека таквиот нехуман однос спрема нас не може, а да не ги навредува чувствата и на прогресивната јавност во Грција, некогашната лулка на европската цивилизација. Живееме во век во кој земјите и народите се определија односите меѓу себе да ги засноваат и да ги градат врз силата на правото, а не врз правото на силата. Затоа апелираме да се признаат и почитуваат сите права и македонското национално малцинство, правото на еднаквост пред законот, правото на заштита на македонскиот национален и духовен интегритет, правото на македонците да го изучуваат својот мајчин јазик и сите други основни човечки права. Националните малцинства што живеат на Балканот представуваат богатство и историска шанса низ културен надпревар на народите да се изградат цврсти темели на братска соработка и похумана човекова иднина, со помош на меѓународната заедница и на сите прогресивни сили. Ние сме уверени дека конечно ќе се избориме против се она што ги разделува луѓето и народите, против сите видови неправди. Ние веруваме во подобра и во посветла иднина. Од собирот на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, 1 јули 1988 година, Скопје. После толку години во државата дека демократијата се роди, нема никаква демократија. Благодарам многу. Не ни се веруваше дека во едно место такво можеше да се случи ово со канадски пасоши, канадски граѓани, да треба да се вратат од една граница на една демократска земја која со нашата земја, дури Канада, е во еден сојузнички сојуз. Генерал Маркос, што беше водител на партизанството, триумфално се врати и во Атина го чекаа 20.000 грци, а ние македончината што се иселивме од Егејскиот дел на Македонија во време на граѓанската војна, деца од 1 година до 15 години сме виновни и осудувани денес. После 40 години немаме право да се вратиме во нашиот дел, во нашите села, во нашите места, да ги посетиме нашите роднини и нашите гробови. Јас се врнам после 41 година што живеа во Австралија. Јас сакам да оде тамо на моите мајки да пала свешча, а тие не врнае нас. Како гледате, јас за втори пат се враќам да пробам уште еднаш да одам дали ќе ме пуштат грците на граница.
Асимилационата политика, осмислена и спроведувана во периодот помеѓу двете светски војни, продолжила и во 80-тите години. Во извештајот на Грчката служба за државна безбедност од 1982 година, под наслов Упад против Македонија, се одредуваат насоките на действување за конечна асимилација на македонците во Леринската и Воденската околија. Службата предложила создавање на специјална институција, што ќе раководи борбата против славомакедонците, стимулирање на вработувањата и на населувањето на грци во егејскиот дел на Македонија, формирање на културно-уметнички друштва, што ќе шират грчката култура и ќе финансираат печатање книги на грчки јазик, спречување на грчките жители да студираат на македонските универзитети, евидентирање на сите лица што јавно е декларирале својата македонска национална свест, потикнување бракови помеѓу грчки офицери и македонки, како и вработување на македонците во јавни установи, за да се влијае на нивното однесување на јавни места. Истовремено, биле формирани научни институции во Австралија и во Соединетите Американски држави, со намера да се спречи ширењето на македонскиот јазик и култура помеѓу македонците од егејскиот дел на Македонија. Но и покрај сите напори на грчката држава за демакедонизација на егејскиот дел на Македонија, во 80-тите години македонците во Грција започнале јавно да ја манифестираат својата етничка посебност. Делењето летоци, пеењето македонски песни на јавни манифестации и комуницирањето на македонски јазик на јавни места биле првите форми на активно спротивставување на грчката асимилаторска политика. Во јуни 1990 година, македонските активисти Христос Сидерополос и Ставрос Анастијадис во Копенхаген свикале конференција за печатот, на која зборувале на македонски јазик и се представиле како припадници на македонското малцинство во Грција. Поради јавниот настап на Ристо Сидовски во Копенхаген, во рамките на невладините здруженија, дека тој е грчки државјанин, а не е грк туку македонец, беше обвинет од грчките судови за државно предавство. По неколку судења, обвинението беше преиначено за ширење на лажни информации. Ристо Сидовски поради својата национална припадност, што призна во Копенхаген, е отпуштен од работа. Врз него е вршен невиден притисок да се откаже од своето потекло и е суден преку 25 пати. Бил создаден и тајниот комитет за човекови права, во чии начела можело да се сретнат барањата за слободна употреба на говорниот и пишаниот македонски јазик, за воведување на македонскиот јазик во основното и во средното образование, за развиток на македонската традиција и култура, за враќање на македонските имиња на населените места и други географски поими, за враќање на личните имиња на македонците во официјалните документи, враќање на македонските бегалци од егејскиот дел на Македонија, но и за укинување на антимакедонските закони и за слободно изучување и зборување за македонската историја. Потикнати од оваа организација, македонците во некои населени места започнале да зборуваат и да пишуваат на македонски јазик, да ги практикуваат народните обичаи, да создаваат народни оркестри што исполнувале македонски народни песни, а во неколку наврати, во неколку села, биле урнати статуите на грчките андартски војводи. Овој таен комитет, кој во меѓувреме се прекрсти во македонско движење за балкански просперитет, имал и свое гласило, насловено Моглена, чиј прв уредник бил свештеникот Никодим Царкњас. Со помош на грчкиот Хелсиншки комитет, во текот на 1994 година, во посета на Европскиот парламент, заминала тричлена делегација на македонското движење за балкански просперитет. После 1974 година, со промена на режимот во Грција, со паѓање до диктатура и доаѓање на така наречена демократија во грчкото општество, почна работите малце да се менуваат, се додека почетокот на 1980-те години, каде што веќе генерација се смени од таа генерација што беше со мемории од граѓанска војна и помладите веќе македонци, пообразовани веќе од претходните,
почна повторно да се здружуваат и да барат да ги барат своите права. Во 1989 година како новинар буквално инкогнито се представував како студент по историја. Влегов во Егејска Македонија. Некои од средбите ги од интервјуата со тогаш се уште анонимните активисти на македонското движење ги вршев во колиба на нива среден оки, под гази на лампа. Толку беше стравот влејан меѓу нив да за да никој не ги види, никој не ги осети дека тие прават нешто непријател, прават некаква непријателска дејност. Околу ово релативно и паралелно разбутување со надеж дека ќе може да се добие нешто, се формират првите движења. Тоа се вика таен комитет. Македонски комитет, таен. Така што почнуваат, условно речено, формирање на илегална организација, пишување на некои си памфлети. Во средбите со селаните, со граѓаните по селските кафеанчиња, тоа беше исто така една неверојатна атмосфера во смисла на нивно олеснување на душата да му кажат некому од другата страна на границата, односно на некој македонец, особено новинар, нели, да се олесна душата и да ги кажат маките на македонски јазик пред македонски новинар. Се до оној момент додека не се појавеше на вратата во кафеаната некој полицаец или некој цивилно лице кој што они нели го препознаваат како режимско или како шпионски елемент во селото. Веднаш во истата секунда целата кафеана, сите мои соговорници, сите што собрани на масата, веднаш се префрлува да зборуваат на грчки јазик. Почнуваат дури на ниво на музика, разбудени македонци за прв пат од свадба 2-3 пати, во зависност дали се храбри ова фамилија што ќе направи таков начин на свадба со македонска песна, веќе во 2-3 села, Овчарани, Забрдани, Карпешина, во Леринска околија, тие познатите националните, односно селските слави, полека почнува да се формираат, значи, алтернативно движење, а 88-9 година веќе решат да пробат да регистрират културно друштво со име и презиме, Дом за македонската култура. Тоа се случи од 1983-1984 година со формирање на Макиве, тоа значи Македонско движење за балкански просперитет, ако го преведеме по македонски, каде што македонци од разни места каде што живеат македонци во Грција се здружија и одлучија да се борат за да ги остварат нивните права. Таа организација, тоа движење постоеше се до 1994 година, кога одлучија веќе членовите на Макиве дека како обична организација не можат многу да успеат да ги остварат правата и дека ако формират партија, тоа ќе биде уште подобро, бидејќи по-сериозно ќе ги сваќат нивните барања во Грција и во меѓународните организации во Европа и пошироко во светот. И така во 1994 година се формираше партијата Виножито. Кога ние бараме 1994 година беше одбиено од грчките судови. Имаше интервенција од Европскиот парламент, се викаше тогаш Европска парламентарна група со името Rainbow, Виножито, 16 пратеници, како што рековме, и корсиканци, и каталунци и други интервенирале тогаш до грчката војска, во грчката влада и така успеавме да се регистрираме. И до ден денес постои партијата и се бори за остварување на правата на македонците во Грција. Денес Виножито представува политичка партија, раководена од Централен совет и политички секретаријат. Заради спречување на можноста грчката држава да врши притисок врз еден член на организацијата, партијата има колективно председателство. И покрај силниот притисок на државата, неверојатните провокации и јавни малтретирања, како и честите забрани за политичко дејствување од страна на Врховниот суд на Грција,
Виножито учествуваше на изборите за Европскиот парламент во 1994 година во Грција и освои 7236 гласа. На 6 септември 1995 година, пред своето седиште во Лерин, членовите на Виножито поставија табла на која беше запишано името на организацијата на македонски и на грчки јазик. Во организацијата на Виножито постојано се одржуваат манифестации на кои се пеат македонски песни и се негува македонската традиција. Во духот на соработката со европските малцински партии, на 8 и 9 април 1999 година, Виножито беше примено во Демократската партија на европските народи Слободна алијанса. По тој чекор, во 2000 година, партијата доби ново име – Европска слободна алијанса Виножито. Во 2004 година, Европска слободна алијанса Виножито стана еден од основачите на Европската партија Европска слободна алијанса. Организацијата Виножито во сите години на своето обстојување има посебен орган во кој ги изнесува ставовите на своите членови. Во почетокот тоа беше списанието Зора од 1992 година, во кое се публикуваат текстови од областа на македонската култура и историја, а подоцна беше создадено и списанието Нова Зора. Некои од членовите на Виножито објавуваат индивидуални списанија, како на пример списанието Лоза на Никос Сакалариос од Солун. Со формирањето на Виножито една задачите, главни задачи беа да се зачува македонската култура во Грција, да се научи македонската историја и македонскиот јазик, да се помогнат македонските политички бегалци да се вратат назад во нивните огништа, да се признае македонското малцинство во Грција и така да се паралелно со грчкиот да се учи македонскиот во териториите кај што живеат македонци и ни за други таков вид барање од наша страна кон грчката држава. Има и во Грција демократи што ние настојуваме да ги развиваме односите и да развиваме значи една друга идеологија и пробаме на некој начин да ги убедиме дека предуслов за добрите односи во иднината е реформа пред се во грчката идеологија. Ако не направат таков тип внатрешна реформа, да почнуваат да зборуваат, значи да ги информират за ова македонштиња, како што рековме порано, што се појави во овој балканскиот регион, многу тешко ќе оде во иднината на вистина искрени и добронамерни односи. Ние се бориме за правата на македонците во Грција, за една подемократска Грција. Во суштина ние работиме повеќе за подобра Грција отколку самите грци. Во егејскиот дел на Македонија започна да заживува и црковниот живот на македонците. Под раководство на архимандритот Никодим Царкњас во селото Сботско во Мегленско, од 2001 година се врши богослужба на македонски јазик. Таму е осветена и црквата Света Злата Мегленска. This is a very painful process because as what is very similar to what happened with the Australians and the Aboriginals. Nobody in Australia knew that the Aboriginals were killed by the thousands by the Australians. They were exiled, they were put in ghettos in no man's land in Australia. Only now they started to realize, but they started to realize and they at least slowly started to apologize, even officially a few years ago. We had the former Prime Minister apologizing to them. This is very similar to what happened in the Aegean part of Macedonia, with the only difference that there is no process in Greece of getting people to know what really happened in Macedonia, what was really happening all these years of the so-called Makedoniko Agona, and that we should be really not proud of these Cretans or other Greeks that went there to liberate God knows who, but we should really be ashamed of them and ashamed of what we did there. This is very difficult for the Greek public to accept, and it gets more and more difficult if
Nobody starts this kind of procedure. На почетокот од нашата независност, тоа е мое лично мислење, мислам дека некако на планот на представување на нашите ставови, говорам научни ставови, не навлегувам во политичката пропаганда, таа не ме интересира, ниту пак е пожална во вакви спорови, мислам дека слабо игравме на почеток. Сега состојбите, како што забележувам, се менуваат, едноставно покренуваме ние и тука некои списанија на странски јазици во кои сакаме да покажеме дека има и друга страна целиот проблем, дека тоа што го кажуваат грците, тоа е нивно мислење, меѓутоа има мислење и другата страна, значи има став и македонската страна. Се повеќе сме присутни на меѓународни конференции, научни конференции, говорам на кои што ги изразуваме нашите ставови, колку што забележувам сега и диаспората е многу поактивна на тој план во презентација на нашите ставови, така да сега состојбите се многу подобри. Ако некој во некој, односно некогаш во некои периоди беше таму тема и таму да се спомне, нели, за наше право, имот и така натаму, сега морам да истакнам дека сосема е променет односот. Долго време ние бевме анкетирани на граница, сега проаѓаме најслободно, иако нашите пасоши стои само родени во Грција, нели. Веќе сме ние пречекувани во општините, кај што се наоѓаат нашите документи, и ни веќе издаваат извод од матична книга на родени, а тоа е прв доказ дека сме граѓани на Грција, дека сме родени во Грција и дека полагаме право и на државјанство грчко, па и на имотите. Ако Европската заедница ги обедини различните нации кои беа најзакрвавени во Втората светска војна, Германија и Франција, Полска и Германија, Полска и Австрија и така натаму, Советскиот сојуз или денешна Руска федерација со Западот и слично, нема причина да не може да се обединат и малите балкански држави во една миролюбива коегзистенција со признавање на правата на народите, со симнување на кинеските бедеми меѓу балканските држави, а не со нивно воспоставување од ново и се повисоко и се повисоко. Ξέρετε, ο Winston Churchill είχε πει κάποτε ότι η Ελλάδα παράγει πιο πολλή ιστορία από όσο μπορεί να consume, να καταναλώσει. Θυμάμαι το αγγλικό. Παράγει πιο πολλή ιστορία από ό,τι μπορεί να καταναλώσει. Τόσο πολλή ιστορία που το έχει χάσει. Δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει και κυρίως τι να επιλέξει για τη μελλοντική της πορεία. Και είναι απλό να καταλάβουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις αρχές και τις αξίες που έχουν ψηφίσει οι λαοί πια μετά από όλους τους πολέμους κλπ. Σημαίνει ότι είσαι διαφορετικός, σε σέβομαι, μπορεί να μην συμφωνώ μαζί σου, αλλά μπορείς και εσύ να υπάρξεις δίπλα μου, να υπακούσεις τους νόμους και ενδεχομένως τα άλλα όλα τα συζητάμε. Όταν αισθάνεσαι αμυντικά ως διεθνές υποκείμενο, τότε φοβάσαι όλο τον κόσμο.
Македонците во егејскиот дел на Македонија ги негуваат традициите и обичаите, што се составен дел на македонската култура. Во некои населени места, како на пример градот Воден, Кајлари и особено селото Овчарани, се организираат фестивали со тенденција за афирмација на посебноста на македонците во Грција и на заложбите за признавање на нивните основни човекови права. Од Букурешкиот мировен договор во 1913 година, грчкото општество било владеено и од монархисти, и од републиканци, и од демократи, и од социјалисти. Сите нив ги поврзувала една заедничка платформа – денационализацијата и асимилацијата на македонците во Грција. По самостојувањето на Република Македонија во 1991 година, таа политика уште повеќе добива на жестина. Во предговорот на книгата За името на Македонија на авторот Скилакис, издадена во 1995 година, премиерот на Грција од почетокот на 90-тите години на минатиот век, Константинос Мицотакис, напишал: Темата на Скопје од првиот момент ја видов во незините вистински димензии. Тоа што ме вознемири не беше името на оваа држава, туку проблемот за мене беше да не се создаде втор малцински проблем во Западна Македонија. Ако на проблемот со муслиманското малцинство му се додаде и проблемот на славомакедонското малцинство, тогаш ситуацијата ќе стане неиздржлива за грчката надворешна политика. Но и покрај својот интензитет во текот на цели 100 години, ваквата политика имаше само делумен успех. Денес, на прагот на втората декада на 21 век, македонците што живеат во егејскиот дел на Македонија, но и оние што потекнуваат од тој дел и живеат раселени низ светот, цврсто веруваат во својата кауза – добивање на сите демократски права. Не постои ниту една сила на овој свет што може да го врати времето наназад, да ја избрише историјата и да го поништи македонското мечтаење за човечко достоинство.